Да, повторно назад. Суза веќе го најави разговорот, повторно наш гостин Душко Георгиевски, но како јас сега ќе кажам ветено, сторено. Да. И јас споменавме сликовницата и сега ќе ја промовираме. Меѓутоа, уште еднаш добро утро и добро ни дојде. Добро утро, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Благодарам за одвоеното време, со оглед на тоа дека денеска имаме обврски, но ќе ги кажеме обврските, убави обврски, што се однесува исто така за сликовниците. Душко, јас веднаш би почнала токму на таа тема, за ова што, еве, јас ќе покажам да погледнат и гледачите за што се работи. Суза сигурно дека ќе се согласи, ова е навистина нешто преубаво и прекрасно, како до најмалите да допреме до нив и да ја развиеме, да го развиеме на чувство, љубовта прво кон татковината на ваков начин, преку песните наши убави македонски. Тука ги имаме Јовано Јованке, Пилето ми пее, слушам кај шумат. Секоја песна си има своја сликовница. Ќе доделиме ние и на гледачи, но ќе кажам кога ќе ги вклучиме во програма, затоа што сега ќе зборуваме токму за ова. Од каде идејата? Во периодот кога по силата на нештото бевме затворени дома, размислувавме и фамилиарно, а и најмногу јас, што би можеле да направиме за да го доближиме фолклорот до најмладата генерација. Бидејќи од разговори свативме дека влијанието во развојот на децата во раната возраст е многу важно. Сега не ја да се правам некој експерт во таа област, меѓутоа заклучивме дека е така и навистина се гледа дека сме биле во право по интеракцијата со дечињата каде што одиме со фолконика. И можеби не очекувавме дека ќе наидеме на толков одзив, меѓутоа сепак мислам дека во таа возраст, во најраната возраст е многу важно да кај децата се вроди, се сплоти таква една љубов кон македонската народна песна, бидејќи нашата песна е признаена во целиот свет, и фолклорот македонски, и за тоа мислам дека првин треба да се сакаме самите себе си, а потоа и останатите. Јас ја поздравувам на вистина оваа идеја и воодушевена сум. Суза, што би кажала ти? Како навистина мене оваа информација многу ме израдува и ми внесе многу голем оптимизам дека децата од многу мали, откако ќе почнат да ги разбираат и боите, и звуците, и се останато ќе почнат да го разбираат и фолклорот, ако тоа нивните родители не им е некоја блиска работа, но прекрасно секоја чест. Јас би сакала секоја народна песна да си добие своја сликовница. Сликовница, да. Одиме натака, така? И ние би биле, да, и ние би биле срекни ако е така, еве, најдуваме на помош секаде каде што аплицираме на такви конкурси, дали општина, дали училиште некое или Министерство за култура, значи поддржувани сме секако со скромни средства, меѓутоа фолконика не е формирана за да направи пари од оваа работа. Ова го работиме чисто од љубов, како една родолюбива и обврска и должност и општествена одговорност на некој начин, како да кажам. А тоа го препознаваат и голем број на фирми, така што несебично ни помагаат околу издавањето на ваквите сликовници, бидејќи сепак ова е поврзано со трошоци за печатање. Трудот што го вложуваме е секако волонтерски. Сликовница, сликовита сликовница, еве, може камерата да забележи. Ова е Пилето ми пее, тука е текстот на песната, нотите на песната. Значи, оваа сликовница е посветена само на Пилето ми пее. И секоја песна, како што кажавме, ќе се добие своја сликовница, со се кажа посакуваме и понатака да се шири ова. Сега кажем, ме интересира да кој се соработуваше на токму овие сликовници кои што сега овие три ги имаме, мора да ги споменеме, затоа што се шарени убави и сигурна сум дека со тоа што е шарено лико ги привлекува уште повеќе дечињата да погледнат што има внатре, а секоја песна е нели приказна за себе, па преку сликовницата како во начин на приказна ќе се дојдат до песната и ќе се ја научат. Точно, сметам дека направивме интересни четива за најмладите во форма на музички сликовници, за да биде уште поубава целината. Ангажирани се академски сликари. Еве за првата соработувавме со Елена Димитрова, а илустратор е Маја Димитрова, академски сликар. За Јовано Јованке и за Пилето ми пее
академскиот сликар Горан Боев ми дозволи да ги искористиме неговите фотографии, кои што одлично се вклопија во приказната. Значи, отприлика тоа е составот на една сликовница, покрај тоа има нотен запис, за кој што ангажираме музички соработници, еве ќе споменам Бајса Арифовска, Мила Георгиевска, Славејко Гиразов, Ване Јовчев. Што значи дека од оваа идеја како се проширува кругот и еве оние кои што сакаат за соработници, спомнав Ване Јовчев, Златко Мадевски, значи вклучени се многу музички познати имиња, кои што еве со својот волонтерски труд придонесуваат за да оформиме една ваква комплетна целина на крај. А исто така голем дел од активностите на Фолконика се одвиваат и на терен. Спомна пред малку, денеска во 11 часот во основното училиште Димитар Влахов во Штип. Во кој оделение одиме? Па целото училиште заедно со каде и да одиме на терен, наидуваме на одлична соработка со наставниците по музичко образование. Например, скоро бевме во основното училиште Григор Прличев, кој што се наоѓа овде во Скопје во Железара, каде што наставничката одлично имаше спремено едно парче од убава, да речам, таа е ново компонирана, меѓутоа во последно време се обнароди, заветна, од авторите Ѓорги и Миле, така најде на многу одобрувања и гледање на социјалните мрежи. Сакам денеска да го поздравам наставникот Илија Ќосевски, кој што со своите дечиња имаат спремено неколку точки со изворни инструменти. Браво. И заедно со учениците од основното училиште Димитар Влахов ќе се дружиме и ќе пееме македонски народни песни. Сега ме интересира каков е одзивот и љубовта од страна на дечињата кон нашиот македонски фолклор, поточно за Фолконика и за песните кои што оние кои што можеби не ги знаат текстовите, ги научија ли како делуваме со сето ова? Не знаете колкава е таа среќа кога заедно си ги пееме нашите македонски песни. Можеби на почетокот се срамат, имаат некоја трема. Како секој дете. Меѓутоа, секогаш се трудиме да воспоставиме интеракција. Ако треба, некоја песна ќе ја повториме и неколку пати. Верувајте, бидејќи се на таа возраст, впиваат секако сунгер, веќе вториот, третиот пат целата песна сите ја пееме заедно. Браво. Ете така се чува оно што е наше убаво македонско, поготово и преку песната, затоа што се нели специфични нашите ритмови и секако нашата традиција преку сите оние приказни наши македонски низ кои што сме поминале. Слушам кај шумат, шумите ги имаме, ја имаме Фолконика, сликовницата, Пилето ми пее, и Јовано Јованке. Јас мислам дека сега време е да, еве, од ваша страна, донесовте 3 сликовници да подариме на наши тројца гледачи, кои што си имаат внучиња, баби, дедовци, мајки, како и да сакате, да си ги имате во вашиот дом и ете вашите дечиња да бидат распијани и да го научат текстот, барем за почеток, нели, на едната, еве, од нив, да кажам. Па текстовите и сами по себе се убави за читање. За читање, да. Меѓутоа, ако некој ова може да послужи како приспивна песна, да. Што слушам кај шумат шумите, буките, слушам кај шумат шумите. Дури дома може да си направат и секција, па заеднички и возрастните и децата да си ги учат песните, бидејќи и ние возрастните имаме известни пропусти, особено ако дома не ни пееле кога сме биле ние деца, не можеме па и се да знаеме. Тоа сакав да спомнам и пред малку. Мислам дека во последно време некако и заборавивме да се дружиме на тие фамилиарни прослави, слави, нели што ги викаме. Порано луѓето знаеа да се соберат и кога ќе се направи расположение да се запеат. И да не ја знаеш ќе ја научиш песната. И да се запеат. И малите дечиња имаа каде да ги чујат тие песни. Покрај тоа што нели народна музика се слуша и оди на медиумите, меѓутоа тоа е еден важен сегмент. И еве сега на овој начин се трудиме да ја надополниме таа празник. Да. Еве за Јовано Јованке, крај Вардарот седиш море и бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Баш како некако приспивна. Еве да потсетам, значи очекуваме тројца гледачи да ги вклучиме, да ги подариме овие прекрасни фолконики и сликовници. И она што би сакала исто да знам, што продолжуваме понатаму сега? Дали работиме на следна песна? Веќе во опција се уште 2-3 песни и очекуваме дека во најскоро, мислам дека оваа година нема да стигнеме, меѓутоа наредната година очекуваме дека ќе излезат во печат, што не е особено задоволство, како што реков, и многу фирми кои што покажуваат општествена одговорност на овој начин
придонесуваат за приближување на фолк музиката до најмладите. Тоа не е нашата основна цел. Да, и јас се надевам дека сето она што сте го замислиле, така и ќе биде. Ме интересира исто така, ги споменавме основните училишта, меѓутоа ги споменавме и детските градинки. Сега тука веќе е најмалата возраст, како тие реагираат? Па, во рамките на проектот Патувачка фолк библиотека, бевме на терен во неколку градинки во општината Аеродром во Скопје. Благодариме на соработката на сите одговорни лица, директори и музички соработници што се таму. Дечињата, нели, тие се на помала возраст, малку е потешко да им се задржи вниманието, меѓутоа имаше еден интересен проект, баш Јована Јованке е така реализирана. Додека ние ја свириме и пееме песната, дечињата беа задолжени нивните емоции да ги изразат преку цртање, да ја нацртаат песната. И овде се вградени нивни цртежи. Така сега ќе ги најдеме во која издание? Јовано Јованке. Во Јовано Јованке, гледачот ќе го вклучиме, па може веднаш да ја подариме. Да, еве ги цртежите на дечињата од градинката. Колку прекрасно на вистина. И многу интересно, многу интересен начин да допираме до нив. Добро ви утро. Но секогаш имаме проблем со гледачите кога знаат дека ТВ приемникот треба да го намалите за да убаво се слушнеме. Добро утро. Дали имаме гледач на телефонската линија на кој што ќе му подариме вакво прекрасно нешто да си има во својот дом? Утро. Добро ви утро. Поздрав до господинот Душко. Благодарам. Го поздравувам многу. Благодарам. Од време уште керкичката кога му беше малечка, кога ја носеше во градинка, од таму го познавам. Ги поздравувам и све најубаво им посакувам. Да ви подариме сликовница, сигурно и за тоа се јавивте исто така? Ако може, добро, ако не... Секако дека да. Еве Јовано Јованке, нека оди кај вас. Јовано Јованке, фала многу. Да, ви благодарам исто. И поздрав многу до неговата ќерка. Благодарам. Ќерката наследничка во музичко што е или Па не знам за која се работи. Како и да, едната е наследничка, така? Добро, доколку се јават гледачите, ние имаме, мислам дека уште некој имаме гледач. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добро, поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав до вас. Поздрав до Душко, ги слушаме неговите песни, многу се убави, ми се допаѓаат. И многу убаво ова што еве го гледаме. Затоа ќе се добиете и вие нешто убаво што го гледате. Пилето ми пее кај вас оди, може ли? Ви благодарам, многу убаво. За внукичката моја. Одлично. Ке ја читате како сликовница и ке си ја научи песната. И ќе ја пееме и ќе ја читаме. Ете така, убаво. Баш ми е многу мило што оди во прави раце. Ви посакувам секое добро и благодарам што сте со нас. Поздрав, убав ден, поздрав. Исто убав ден, поздрав. Ни остана слушам кај шумата шумите. Кажавме дека работиме сега на која следна песна? Па во опција се повеќе песни, можеби Од толку многу што ги имаме, не знаеме колку. Момити Кришанки, ако одам во Битола, еве за таа ако одам во Битола е авторска песна. И ќе одиме во Битола во училиштето. Да, и добивме дозвола од авторот за да можеме да издадеме. Так. Повеќе песни. Ајде да доделиме и слушам кај шумата шумите. Добро ви утро. Ало? Добро ви утро. На телефонот се Тетка Финка, за вас ли ќе оди сликовницата или за... Да. Мислам, вие ќе ја добиете за да ја подарите, предпоставувам. Да, јас има плюка Јована, ама нема веза, може кај шумат шумите, пошто јас сум од Сителиполе и Дуле од Сителиполе, многу го поздравам, Тетка Финка ставно се јавува, сум го гледал јас од ќерката во сме оделе во Ситиклимес за Коледе, тамо секој пут сме одела, а сега за Јована Јованке има внука, таа е голема факултет, ама имам помали внуци, параунуци 4, па за нима. Поздрав до тебе, поздрав до Дуле, жив здрав нека само да не радува секој пут со песни го слушаме со задоволство. Поздрав во Финка, села Немањици, а оно Сите Николе. Поздрав.
Благодарам, еве, тетка Финка, дознавме дека од каде потекнува од Свети Николе. Убавото место на вистина во Македонија. Многу благодарам што беше дел од утринската програма и еве на ваков начин и на гледачите им доделивме да си ги имаат во своите домови. А сите оние кои што би сакале за крај да кажеме да ги имаат, да ја имаат фолконика дома, што може да сторат и како да дојдат до неа? Па може и на социјалните мрежи да побарат фолконика, ги има во Култура, во Купи книга, на бокси е ставена, веќе ги има онлайн овие изданија. Така што во продажните мрежи, низ продажните мрежи во Македонија секаде може да се најдат. И секако да не би било во ред, да не прашам што е на музички план ново и да подсетиме и на што работиме. Сега пред нова година можам да замислам колку има обврски. Покрај адвокатурата и пеењето. Сега се тие снимање на новогодишни емисии во речиси во сите телевизии каде што се организираат и нормално настапите пред нова година и настапот за нова година, така што... Од каде црпиме енергијата? Па, поддршка од семејството, од пријателите, од роднините, од вака, од гледачите што се јавуваат на вистина. Ми значи кога некој го цени она што го работиме, а го работиме за сите нас. Убаво, на вистина, секоја чест и од мене и се гледаме повторно во следна прилика со новата фолконика и да подариме повторно на гледачите. Сузе? Благодарност голема, особено за оваа заложба покрај сите останати активности да се прави, ова е на вистина за респект, го поздравувам.